Почитуван градоначалник, членови на Советот, почитувани граѓани, почитувани директорке, наставници во ова училиште. Дозволете уште еднаш да споделам задоволство за еден објект за кој што пред година и неколку месеци бевме токму овде на камен темелниците и да потврдиме дека стратешката определба на владата останува за поддршка на општините во една максимална децентрализација на власта, со што ќе создаваме и ќе обезбедуваме уште подобри услови за непречено работење, живеење и одвивање на секојдневните активности на граѓаните во нивните општини. А тоа се активности на пристоен, достоинствен живот, со сите подобности директно во нивната локална заедница. Овие очекувања на граѓаните во населеното место Хиподром во општина Газибаба се во голема мерка остварени. Во претходниот мандат на владата, со истиот градоначалник и совет, старите бараки на основното училиште Вера Јоцик беа заменети со нова, модерна училишна зграда за 600 ученици, со 12 училници, 6 кабинети, простор за наставници и библиотека. Заедно со општината изградивме објект кој ги задоволува сите услови и стандарди за реализација на воспитно-образовен процес на најквалитетен начин. Една година подоцна, во услови на пандемија од COVID-19, ја завршивме изградбата на спортската сала на училиштето. Повеќе од 10 години учениците овде во Хиподром немаа функционална спортска сала, а наставата ја одржуваа во училишниот хол. Новата сала е на површина од 650 метри квадратни, комплетно опремена со спортска опрема и реквизити, санитарни јазли, со облекувални и со туш кабини. Објектот е енергетски ефикасен, со возможен пристап за лица со попреченост. Со спортската сала се комплетира функционалноста на основното општинско училиште Вера Јоцик, кое беше завршено оваа година. Низ неговите ходници веќе се исполнети детскиот жагор, на радоста на нивните родители и на радоста на сите граѓани на општината кои што сме околу децата. Оваа година влегуваме во реализација на уште еден многу значаен проект кој што е од посебен интерес на граѓаните на Газибаба, односно на населеното место Хиподром. Заедно со Електрани на Северна Македонија, односно со нивната подружница енергетика овде во Газибаба, околу 1000 домакинства и деловни објекти ќе се приклучат на мрежата за топловодно грејење на Хиподром и во повеќе други населени места. Станува збор за инвестиција вредна околу 600.000 евра, која ќе се реализира во следните неколку години. Со оваа проширување на топловодната мрежа во Газибаба се очекува голем бенефит за граѓаните, како што се намалување на потрошувачката на струја во домакинствата, кој што се приклучи на самиот систем, стабилно и современо загревање на домовите, како и намалување на причинителите на аерозагадувањето, односно загадувањето на воздухот. Ке се создадат предуслови за дополнително проширување на секундарната топловодна мрежа, како и можности за нови приклучоци и голем опфат на домакинства во иднина. Владата на Република Северна Македонија, инспирирана од проектите кои се од непосреден интерес и придобивките за граѓаните, останува на својата стратешка определба да соработува со општините и да остварува уште многу вакви и слични проекти. Благодарам.